Откако Организацијата на работодавачи реагираше за минималната искористеност на средствата кои беа наменети како субвенции за законот за минимална плата, денеска од страна на Министерството за труд и социјална политика, но и од кабинетот на вице-премиерот Кочо Андјушев, со став дека остануваат отворени за да се решат сите проблеми и дилеми кои ги има бизнис секторот. Воспоставувајќи партнерски однос, владата постави стандард на вклучување на сите засегнати страни во креирањето на нови законски решенија. Од еден таков диалог произлезе и растот на минималната плата. Од стапувањето на сила на овој закон, 90.000 работници земаат повисока плата. Тоа влијаеше и врз порастот на просечната плата од 5,6% во споредба со претходната година, со што просечната за прв пат надмина 24.000 денари. Текстилните конфекции и кожарските фабрики во минимален број ги искористија субвенциите кои беа предвидени со законот за минимална плата. Причините лежат во административните проблеми и погрешните анализи за текстилната и кожарската индустрија, смета Ангел Димитров, првиот човек на Организацијата на работодавачи. Иако во законот, што е и нормално и од секојаш така било, дека во минималната плата е основна плата во која не влегува додатоци за прековремена работа, за работа на празник, ноќе работи така натаму, од МПИ образците не може они тоа да го извадат. Во МПИ образците ги имаш нето и бруто плата, боловање, ги немаш додатоците како посебна ставка. И затоа во составот на УЈП се земат вкупната нето плата на работниците за овие 3 месеца поделена со број на саатите, па се сведуваше на нормални саати за да се исклучат оние саати од прековремена работа. Но тоа не беше поштено. Димитров вели дека за исплатата на минималната плата били исклучени работниците кои немале постојана работа во јануари, февруари и март, но и работници кои биле на боледување. Според анализите на Организацијата на работодавачи, од планираните 6 милиони евра за поддршка на компаниите за минималната плата од страна на трудоинтензивните гранки се искористени околу 10%, или до нив ланив пристигнале околу 600.000 евра. Членовите на Организацијата на работодавачи бараат средба со премиерот Заев. Организацијата на работодавачи забележува дека потребна е и поголема помош од државата за текстилниот и кожарскиот сектор, а во актуелните мерки и субвенции кои ги предлага владата едноставно не се пронаоѓаат во нив.